Како успеавме во ова што го работиме, највеќе со вмрежување. Бидејќи библиотеката сметаме како трето сигурно место после домот и училиштето и се обидуваме да ги вратиме младите во библиотеките. Тоа го направивме со вмрежување со издавачките куќи и со книжевните фестивали, кои преку своите проекти донесоа странски автори, странски илустратори, многу интересни работилници се случија во библиотеката, учениците се презадоволни, има интерес и кај наставничките, кои буквално имаме листа на чекање, кој одделение, кој клас ќе биде следен на некоја следна наша работилница, ги бираме според возраста, децата според книгите и навистина направивме една богата програма и во одделението за детска литература и секако програмата за возрастни. Тоа што сакаме да го направиме е да понудиме различни содржини. Библиотеките веќе не може да бидат место само каде што се изнајмува книги, мора да се понудат различни содржини. Ние во библиотеката Другарче имаме и курс по англиски јазик, имаме и занимална игрална за деца, која е најстарата игротека во Македонија, значи веќе 50 години функционира. Она што е интересно од програмата, имавме 2 пати до сега, минатата година и ова курс за креативно пишување со писателот Александар Русјаков. На наша голема радост и изненадување се пријавија 40 млади средношколци и студенти и на крај двемесечниот околу 25-23 деца го завршија курсот и од првото имаме ова издание, значи го издадовме во книга и особено сме горди бидејќи на многу од нив ова им е прво издание, првиот настап, ќе се сеќаваат на тоа, некои од нив веќе се одлучија да се запишат на книжевност или нешто поврзано со уметност, дури самите се изработија и корицата и самите се изработија промоцијата, на промоцијата настапуваа со панк бенд, беше навистина интересно и треба да се знае дека библиотеката може да биде место и за такви случувања.